Неколку здруженија ја покренаа петицијата нула толеранција за аерозагадување и загрозување на животот, упатувајќи апел до сите граѓани на Македонија да ја потпишат. Ја повикаа државата да ги исполни обврските во однос на почитувањето на основното право, правото на живот, поведувајќи итни мерки за намалување на загадувањето, кое директно влијае на здравјето на луѓето и нивниот живот. Сдруженијето за социјални иновации и одржлив развој Радар побара владата да биде транспарентна и барем еднаш неделно да ги информира граѓаните за конкретно преземените мерки за намалување на загадувањето. Велата дека инспекцијските служби веќе не треба само да опоменуваат, туку веднаш да ги затвораат овие објекти кои се идентификувани како најголеми загадувачи. Според медјаши, дојдено е времето да се поднесе тужба до државата, бидејќи како што велат, животите не ги става во прашање. 21 милион и пол илјади евра, што изнесува 0,6% од целокупниот буџет проектиран за наредната година. Доколку државата смета дека ова е стратешко прашање, сметаме дека државата треба да го зголеми буџетот за предвидените мерки и да превземе итни мерки додека да почнат да се реализираат среднорочните и краткорочните мерки за намалување на аерозагадувањето. Сметаме дека можеби е дојдено време и апелираме некој адвокат кој навистина е спремен да поднесеме една тужба до државата, бидејќи животите не ги става во прашање. Ако ги исцрпиме сите инструменти во Република Македонија со судството и најдеме конечна разрешница, ќе бидеме задоволни. Ако не, се надевам со помош на адвокатот, кој се надевам дека ќе ни се јави и дека волонтерски ќе не застапува, ќе поднесеме тужба до Страсбург, до Меѓународниот суд за човекови права. Би сакала да ги потсетам јавните институции пред се Министерството за животна средина дека треба да ги почитува оние протоколи, резолуции и конвенции кои што самата ги има потпишано. А пратениците на ВМРО ДПМН бараат јавна расправа со невладини организации во собранието за загадувањето на воздухот. Според нив, СДСМ загадувањето го користи за политички поени и не прави ништо за да се справи со него, истакна Никола Мицевски, координатор на пратеничката група. Тој истакна дека податоците на Европската агенција за животна средина покажуваат дека повеќе од 3000 лица во Македонија годишно умираат како резултат на загадениот воздух.